Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Втор ден Зоран Заев молчи и не и кажува на јавноста што го советува неговиот советник Андреј Манев за 40.000 денари месечен надомест. Втор ден Зоран Заев не молчи и не им кажува на граѓаните дали Андреј Манев, неговиот советник, е гонет кривично за дела поврзани токму со градежништво и урбанизам, практично секторот за кој што му е советник на актуелниот премиер Зоран Заев. Зоран Заев треба да каже на граѓаните дали против Андреј Манев во 2012 година била покрената кривична постапка за градење, изведување на градба или вршење надзор без или спротивно на одобрение. Зоран Заев треба исто така да каже дали неговиот советник Манев и во 2009 година бил дел од кривична постапка во која се гонел за злоупотреба на службена положба и овластување. Почитувани граѓани, да го советуваат Заев експерти, владата и државата ќе цветаа. Ама затоа што го советуваат криминалци, затоа е таква оваа влада на СДСМ. Обично народот вели со кој си таков си, а Зоран Заев околу него е обкружен со советници со сомнителен криминал. Да подсетиме дека сопругата на Манев е председател на судот во Куманово, каде не се постапува по предметот во кој Заев се товари за подкупни избори. Зоран Заев е единствениот премиер во светот кој има советници кои што се гонети кривично и нема намера да ги смени и продолжува да ги плаќа со народни пари. Народните пари се плаќаат на сомнителни советници на Заев и затоа Република Македонија се уште тоне. Дали можеби се работи за некакви дилови со нив, не знаеме, за истото треба Зоран Заев да каже. Оваа влада на СДСМ треба што побрзо да си оди и да ослободи државата од овој криминален кошмар.